Добар ден. ВМРО ДПМН признава дека и мајката на генералниот секретар на нивната влада, Кирил Божиновски, има стан во зградата на скриени станови, вреден околу 120.000 евра. Но, воопшто не е точно објаснувањето на ВМРО ДПМН дека наводно Божиновски немал обврска да го пријави овој стан, затоа што не живеел во заедница со родителите. Во анкетниот лист на Кирил Божиновски, освен 3.000 евра собствен имот од продажба на автомобил, целокупниот имот што е наведен е имот на неговите родители. Според логиката на власта, Божиновски во својот анкетен лист имал обврска да го наведе останатиот имот на своите родители, ама само станот на неговата мајка во зградата на скриени станови немал обврска да го пријави. Вака ли ВМРО ДПМН ја толкува правната регулатива во Република Македонија? За своји потреби? Дополнително, власта потенцира дека генералниот секретар на владата го сменил својот брачен статус, но не наведува дали ја сменил и адресата на живење. Дали власта крие дека можеби Божиновски се уште ја нема променето адресата на живење на улица Ленинова, која е идентична со адресата на неговата мајка? Зградата на скриени станови на функционерите на ВМРО ДПМН на улица Димче Мирчев број 20 во Скопје стана символ на непотизам, корупција и криминал. Во обид да го оправда својот висок функционер, генерален секретар на владата, ВМРО ДПМН пак дополнително го дозаплетка Божиновски во оваа афера со сокриени станови. Ако навистина не живее во заедница со неговите родители, како што тврди ВМРО ДПМН, зошто тогаш Божиновски не го пријавил тоа до антикорупцијската комисија? Доколку Божиновски навистина 2012 година живее во друга семејна заедница, зошто не го пријавил тој имот во својот анкетен лист? Има ли Божиновски и друг непријавен имот, например, на својот брачен другар? Многу мајки во Република Македонија би сакале да чујат како тоа мајките на високите функционери на ВМРО ДПМН успеваат да заштедат стотици илјади евра и да купуваат станови во една иста зграда. Станува очигледно дека, поведени од искуството на Груевски, и останатите високи функционери на ВМРО ДПМН успешно го продолжуваат серијалот "Сокри го својот стан позади својот син" или позади својата мајка.